Како десерт за вашето утрешно меню, ви предлагаме да подготвите Анина торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во сад за матење. Во садот за матење додаваме половина од шеќерот и ванилиниот шеќер. Матиме со миксер. Ја додаваме и водата. Со миксер ги матиме и белките. Во изматените белки ги додаваме изматените жолчки. Мешаме со лажица. Во садот ги додаваме мелените бисквити, густинот, брашното и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тркалесниот калап за печење го обложуваме со хартија. Го ставаме тестото за пандишпан во калапот. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџерен оган налеваме 200 мл вода. Го додаваме желатинот. Мешаме со жица за матење. Откако содржината ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Во длабок сад го ставаме сирењето и го дробиме со вилушка. Во садот ги додаваме крем сирењето, преостанатиот шеќер и ванилиниот шеќер. Матиме со миксер и во садот постепено го додаваме желатинот. Во сад за матење ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Потоа изматениот шлаг го додаваме во длабокиот сад со филот. Мешаме со жица за матење. Го вадиме пандишпанот од калапот и ја отстрануваме хартијата. Го сечеме пандишпанот на два еднакви дела. Првата кора пандишпан ја враќаме во калапот. Врз пандишпанот нанесуваме фил. Праските ги сечкаме на парчиња и ги ставаме врз филот. Врз праските повторно нанесуваме фил. Врз филот ја ставаме втората кора пандишпан. Повторно филуваме, а врз филот ги ставаме малините. Врз малините уште еднаш филуваме. Го ставаме калапот во замрзнувач за тортата да се излади и да се стегне. Страничниот дел од тортата го облепуваме со дробени бадеми. По крајот на горната површина на тортата украсуваме со преостанатите малини. Преостанатите праски ги сечкаме на тенки полукругови. Парчињата праски во круг и скалесто ги редиме врз тортата. Со неколку малини на средината на тортата ја завршуваме декорацијата на Анина торта. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути.